Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. 1 април 2025 година. 7 години откако Љупчо Златев го отвори Лидер на 1 април 2018 година. Намерно го земав тој датум како датум за отварање. Не затоа што не е многу лажем, иако некои и тоа го тврдат. На тие кои не им се допаѓаме, туку затоа што сакавме да направиме една сериозна шега. Мислам дека успеавме во тоа 7 години подоцна. Се уште не ми се досадило. За прв пат, обично, кога одиш да работиш во одредена фирма, за година-две ти здосадува, мене 7 години не ми здосади, можеби затоа што сум само вработен. Ово утро заедно со мене Искра Коровешовска. Добро утро, Искра. Добро утро, Љупче. Мислам дека тука влијае и брачниот живот, значи се учиш на една стабилност, еден континуитет и не ти досадуваат работите едноставно. Под 7 години фирма, женет сум 3 години. Па таман видиш у прав момент улетала брачна. Имавме подеми и падеми во фирмата, не во бракот, но повеќе падови да пиша, но некако обстоивме. Ово утро заедно со нас на јубилејната 7 година Лидер е Цветин Чилиманов, еден огромен пријател на нашиот медиум, човек кој своевремено ја водеше стоп операција Сорос во Македонија пред колку има 10 години? Ускоро 10, да. Да, 10 години подоцна Сорос ја затвори канцеларијата во Македонија, нема веќе. Стечај. Во стечајот иде, USAID стаја клjuč во Америка. Нели, нема повеќе да постои US. Ја штрафија буквите над вратата. Да, Цветин, шо ќе правиш сега во животот? Ништо, пензија сега готов. Млад пензионер. бенефициран стаж новина. Бога ми требаше бенефициран стаж после. Шегата на страна. Како гледаш на ова? Новата администрација на Доналд Трамп овој пат одлучи многу жестоко да се пресмета, условно кажано, со овие структури. Сега се најавува, видов дека се спакувал дописникот на Voix News, на Гласот на Америка во САД. Сега се најавува затварање и на Гласот на Америка. Се најавува клjuč и за Радио Слободна. Европа го затвори USAID. Невладиниве во Македонија практично оставени на работна екзистенцијата. Сироти. Од каде доаѓа ова? Зошто го прави ова Трамп? Јасно им стана очигледно после првиот мандат, кога практично ништо не се смени во надворешната политика на САД. Практично продолжија како до сега како до тогаш доправуваат со државата, и откако свати дека целиот тој комплекс на медиуми финансирани од државата, на невладени организации кои што не се активни само низ светот, не прават шарени револуции само низ земји како Македонија или не знам Источна Европа или Африка или арапските земји, туку тоа го прават и дома, го прават и во Америка. Значи им стана јасно дека безредија во градови како Балтимор, како Сент Луис, дека се директно финансирани од истов тип на организации кои што разменуваат искуства, земаат. Видовме медиуми кои биле плаќани, а зборуваме за американски медиуми кои известувале за американски теми, дека биле баш преку вакви проекти некакви финансирани. Да, за некои се знаеше, например, ги кажа Радио Слободна Европа, Voice of America, што работат кон надвор, NPR кој што емитува кон внатре во Америка, јасно е дека се финансирани од државни пари, сам по закон, но например некои медиуми како Политико, за нив не се знаеше. За нив накнадно се покажа дека не знам имала некои чудни пакети за не знам колку десетици, стотици илјади евра предплата, долари предплата коштала, и јавна администрација масовно се предплатувала на тоа како институција. Практично излегува дека политички медиум кој што има политичко-редувачка политика го напаѓа Трамп, ги брани демократите. Ти мислиш во ред, дозволено е дека е приватен медиум, се покаже дека и тоа било финансирано од државата. Тоа што беше голем проблем во Македонија, дека државата финансира медиуми преку кампањи, со години на носни го трија како голямо прекршување на демократските норми. Не финансира, па не видовме нешто голем на демократија во македонските медиуми. Уште овој те предавам на Искра. Добро, тоа се сепак огромни структури на
луѓе кои работат на одредени каузи. Дел од тие каузи се, според мене, да речеме, и во голема мера во ред. Не е ништо страшно да го подобрите животот на ЛГБТ луѓето, не е ништо страшно да подобрите, не знам, состојбата на ромите во општеството, да работите на некаков родов баланс и така натаму, не е тоа некаков грев. Сите тие луѓе сега ќе останат без пари, ќе го преземе ли некој финансирањето? Има еве одредени индици дека да речеме Радио Слободна Европа сака Европска унија да го преземе финансирањето на Радио Слободна Европа. Што понекогаш имале некакви агенди овие медиуми, но Радио Слободна Европа, да речеме, за време на владењето на СДСМ и Зоран Заев во Македонија се покаже како медиум кој објавуваше често за корупција, објавуваше често за злоупотреби. Сега, не може ние да ги гледаме работиве само од едната страна. Имаат изблици на објективно информирање, имаат изблици во застапување на интересите такви какви што биле во тој момент на Соединетите Американски држави, но кој ќе го преземе сега финансирањето на сите овие мрежи? Јасен е тој тренд дека луѓе од минатите гарнитури на Клинтон, на Обама и на Бајден, надворешно политички експерти, разузнавачки луѓе, се пренесуваат, се префрлаат постепено во Европската унија, се обидуваат, еве видовме на примерот на Украина, додека Трамп ја насочува надворешната политика во една насока кон мир, да се стави крај на таа страшна војна. Гледаме дека европските лидери одеднаш им текна дека сакаат војната да продолжи, дека тие ќе формирале не знам какви воени единици. Јасна е тука раката, јасна е тука наводувањето од страна на овие американски надворешно политички функционери, експерти, политичари кои што сметаат дека европските држави со кои што имаат децениски контакти градено, практично не партнерски контакти, туку доминирачки контакти од Вашингтон кон европските земји, сакаат сега да ги искористат европските држави како некаква база за активности преку кои што нели со европските фондови да се финансира оваа навистина сериозна машинерија за поставување и рушење влади и за пропагандно влијание, за почнување, завршување на војни во Европа низ Блискиот исток, ќе се обидат преку Брисел да ја одржат. Велат дека е теорија на заговор. Велат не, ние се бориме за правата на жените. Ние се бориме, што е во ред. Ние се бориме за правата за ЛГБТ луѓето. Сега на пример, ние поради USAID ќе немаме асална геј парада во скоро. И сега тие не се смеете сега. Тие луѓе се луѓе што си имаат своји проблеми. Сега тоа што во изминатите 6 години, 7 години левичарската опција во Македонија не успеа да собере сила да воведе граѓанска заедница па да може да им се реши еден реален проблем као наследство, пензија и така натаму, тоа е друг проблем. Може би ќе треба десницата тоа да го реши, но некој треба да го реши, затоа што тие луѓе реално постојат и плаќаат даноки и придонесуваат за нашето општество, но не плаќаат, беше ма. Па плаќаат. Се истражуваат. Сега има геј луѓе, има сегде. Не, сум за невладините. Не, зборуваме за невладините, но сега наеднаш што е еден систем за поддршка, каде што е син му на Бучковски, он работел у Хера, им давал психичка поддршка на мажи, тоа му била хонорарна. Па најверојатно тоа го видов у Херсет. Како сега они Хера ќе остане да речеме без пари? Јас тука сакам да се надоврзам тоа, нешто. јас се грижам и за тие луѓе, сега вие наеднаш сте маж и ќе останете без психичка поддршка од синот на Бучковски. Држи ова што го збори Љупче дека е практично еден вид, може би звучи како теорија на заговор, односно дека овие луѓе кои стоеле зад сите овие организации сега никако се обидуваат преку Брисел да го најдат каналот, меѓутоа мене ми е се уште неразбирливо и ми е, не знам, еве да речам наивно да прифатам дека една надворешна политика, една стратегија 20-30 години унапред градена американска би можела вака да се подели и да лови сега вештерки во сопствениот двор, некако еве вака да се изразам. Сепак мислам дека не знам, може би се крие нешто сосема трето за сето ова. Наивно ми е да верувам дека може да киксне, вака народски речено,
таа една цела гарнитура, нели во смисла Бајден, Клинтон, Обама и сега Трамп е освестен и сега он ги вида во американските редови оние кои биле непријатели на сопствената држава преку вакви влијанија и вакви финансирање и сега воведува еден рез, па почнува од почеток ми е сепак наивно. Сметам дека тоа е светска држава која е апсолутно моќна геостратешки и нанапред 30-40 години планира надворешна политика. А не 30 години имаш практично функционира на начин да нема никаква промена во надворешната политика. Еве да речеме Буш, во време на Буш има навистина тоа, значи еве 25 години има практично промена некоја во надворешната политика. Дојда десничари на власт, војните продолжуваат, само што се менуваше таргетот на војната. Едно време беше Русија, земјите како Србија перципирани нели како сателити на Русија. Во време на Буш војните продолжуваат, но насоката беше наместо кон Русија, словенските народи, насоката беше повеќе кон исламските земји, кон муслиманските држави. Тоа беше промената. И тук има навистина сериозни кавги расправи меѓу себе, денешниве левичари кои што бараат војна со Украина до последниот украинец, нели до крај, беа навистина агресивно за мир. Беа агресивно против војните на Буш, затоа што не им се допаѓаше изборот на Еве сега и Трамп хутите ги нападна. Сега кутри хути тамо ги гледам у сандали и сега Америка наеднаш ги бомбардира. Не, точно. Мислам, Трамп во првиот мандат не почна војни. Ево, Украина беше релативно мирна, нова војна не почна. Украина ја наследи како почнат конфликт. Ке видиме, значи, рано е уште да видиме на сите се уште ни е шок, нели? Поучени од минатиот мандат на Трамп, во кој што ништо не се смени суштински. Ова е сега навистина фуриозен почеток, но да видиме како ќе продолжи, дали навистина ќе обстои на и во однос на овие левичарски организации кои што имаат киднапирана американската влада, држава, надворешна политика толку време, така и во однос на ветувањето дека нема да има нови војни, ќе ги запре до сегашно. Да, но некако не му оди ова со Украина, се гледа дека од една единствена причина што очигледно е дека таму Путин не сака мир во овој момент, па сега некако се во некој пасив-агресив односи, па де се заканува едниот, де другиот вика не сакаме мир, па ќе седнат, па ќе се повлечат, додека секој ден таму луѓе гинат. Многу луѓе сега на крајот од денот останува дека тоа беше инвазија на Русија. Не, факт, но и после години, децении провокации, значи, од кога беше првата протоколова револуција? 2014. Не, првата со 8. И 4. Да, 8. 7. Нели во Букурешт самитот беше. Да. Има, да речеме, значи тоа се обиди за Дура сега кому му одговара да со 2004. да ги стимулира. Да, Orange Revolution 2004 од ноември 2004 до јануари 2005. Сега ми пред очи тој што беше председател тогаш, како се викаше Виктор Јушченко. Да, со нели кога го отруја со диоксин во Букурешт беше, се сеќавам, 2008. Да. Сега ми пред очи како поминуваше цели, не знам. Но кому му одговарат Цвитин нашиве протести да ги поддржи, поттикне, стимулира. Видовме дека дестабилизација е невозможна со оглед на бројката, практично народов, дури оние кои реално сакаат да кренат глас против системските проблеми, длавенски и така натака, се откажа, се тргна релативно мала и помала беше бројката пред собрание во саботата. Но кој стои зад нив? Не беше реално помала бројката, ние како медиуми сме должни да бидеме објективни и професионални и да кажеме дека беа 15 души. Да, беа сериозно малку. Така. Сега, дури сега малку една уредничка забелешка, дури мислам и дека не е сериозно за 15 души. Да, дискутираме затоа што утринава имаме само тука присутни во студиото со се технички кадар, скоро половина од како се вика од тој протест. Не, добро, имаше сериозен одзив на првиот спонтан протест без нека посебна организација, соберни беше ни протест. Марш практично беше, да. И тогаш почна, нели вообичаените ликови познати од претходната шарена револуција да ги превземаат, да се инфилтрираат во тие процеси. Претпоставам дека на
секој објективно оправдан огорчен граѓанин нели сака некако да го изрази тој гнев, реакција на таа трагедија што се случи кога вида овој отворен обид за злоупотреба на емоциите на граѓаните, нормално дека нормалните луѓе ќе се исклучат, ќе останат само тие кои што се кој стои зад нив, кој ги плаќа? Јасно не мислам организација. Многу скоро се беше гледа, нели, мегафони, бина, микрофони, звучници, столици, апсолутно. Од дома не донеле, Не, јасно е, во детали сме ги истражували, објавували имињата на луѓето во минатиот обид пред 10 години веќе за пропагандна политичка операција за создавање на криза во Македонија, предизвикување на нели политичка криза која што доведе до промена на власта, носење на одбрани луѓе од надвор на власт, за да испорачаат одредени политички резултати во однос на името, во однос на соседите, во однос на меѓуетничките односи, во односот на силите македонци, албанци. Така да ги гледавме во детали, ги истражувавме, ги објавувавме. Сега таа инвестиција еднаш направена, тие луѓе што ќе прават после, не може да се демобилизираат, да се вратат назад на тоа што го работеле претходно. Нив во животен интерес има секоја идна влада, па дури кога нивните се на власт, ако не се сметаат доволно хлебени, доволно... Ева, Пиеро Ангелов вели, криминалците од клановите на СДС и doing бизнес, сакаат нереди, они плаќаат од украдените пари за да не одговараат пред органите на прогон. Не, никој не дава од украдени пари, Феро, ја да ти кажам, украдени пари се чуваат, се инвестираат во странство и во тага натаму, никој не дава. Овде се чека од ЕУ, од Норвешка, од Холандија, од Америка нешто ако останало забораено и така натаму, никој не ти вади тебе украдени пари, ја да ти кажам. Цветин, сега едно малку провокативно прашање за тебе. Тебе некако те снема од македонските медиуми поној, би го нарекол, несреќен настан и неподготвеност на македонската јавност за твојата смисла за хумор, нели, што се случи на Твитер со дописничката на Financial Times. Мислам сега, поради такво нешто, многу потрагични работи сме прочитале. Например, и отворени повици за омраза и така натаму. А овде сериозно се крена Не, а тука немаше некој омраз, имаше хумор кој некој го доживеал сексистички. Се активираат на копче. Значи, многу се активираа на копче. Тебе те отпуштија тогаш од Македонската информативна агенција. Тоа беше рано уриетот на Зоран Заев. Но тоа беше веднаш после референдумот. Да, проблемот дента после референдумот. Да, дента после референдумот беше отпуштен. Неколку десетици интервјуа тие денови во кои што пред и на денот на референдумот, во кој што добар дел од нив на англиски, им се повеќето на англиски за меѓународни организации, медиуми на кои што кажав дека референдумот не успел. Еден од подаречаме... Дури, јас тогаш не ти забележав за тој хумор, пак ќе го наречам хумор, затоа што твојата реакција на новинарката и нејзиното пишување беше баш тоа, еден циничен начин да се демаскираат кој некој го протолкува како сексизам, но јас и тогаш реков, видете, не може да очекувате од нас вака брутално да ни го смените името и да очекувате да бидеме рационални. Знаеш, значи, и на сето тоа се случи, она што се случи, но ево од денешна перспектива, како се чувствува Цветин Чилиманов гледајќи дека скоро година дена со променета власт ние се уште го имаме истиот човек на чело на МИА кој така те отпушти во тоа референдумско време. Не е ова кампања против Драган Антоновски, да се разбереме, никој не сака да му го земе местото, но прашањето ми е како се чувствуваш да видиш дека истиот естаблишмент продолжува таму? Мене ми е интересно, двајца луѓе се отпуштени од МИА. Јас и колешката Тајна Милевска. Што еден од десно, еден од лево. Да, така да навистина се работи за една неутрална, една неполитички... Но,
За волја на вистината, Политичка, Тања Милевска беше отпуштена во првиот момент кога почна да ја критикува власта на СДС. Да, истите кои што Значи да се разбереме. Кои што баре јас да бидам отпуштен, тогаш молча ги немаше, бидејќи јас нешто се обидов да земам. Поздрав до Тања Милевска, на вистина, мене ми е, немам ништо, иако идеолошки се разликуваме драстично, сепак имам едно позитивно мислење за неа и жал ми е за тоа што се случи и се надевам дека повторно ќе стане дописник на Мија. Да, во следните некои. Не, мислам, јасно е дека се работало за една политички неутрална уредувачка политика, кога ќе имаш еднакво. еден од лево, еден од десно, Да. заедничко е тоа што не им се свигал заедно. Да. Ти си жртва и пази, има и континуитет на договорите, да бидеме искрени. Ти си жртва на Преспанскиот договор, а Тања Милевска е жртва не, она е жртва на францускиот предлог. Точно, да. Да, она е жртва на францускиот предлог. Имаме во Мија еден континуитет, не да Боже им текне нов договор да прават некаков, пак ќе треба некој да отпуштаат од Мија. Кој ќе биде следниот? Не, види, проблемот беше дека едноставно се надева, мисла дека ќе успеат пред меѓународната јавност да представат дека референдумот успел. Конкретно преку една група странски новинари, кои што тоа навистина се обидуваа на денот на референдумот да ги вадат резултатите од колку проценти од граѓаните се за, нормално дека сите што излегла 95-97% беа за, и тој податок го изнесува во јавноста, се обидуваа да го сокријат важниот податок за излезност. Тоа бесрамно се правеше во целиот ден на референдумот. И нормално јас немав некоја платформа во моментот, затоа се погрижија да немам формална платформа во Мија да објавувам вести на англиски за исходот на референдумот, ама еве дури им пречеше тоа што можам и на социјални мрежи да кажам како што се случило дента и претпоставам таа некоја огорченост, некој гнев дека македонските граѓани не одеа, не им одеа по план после сите тие притисоци од Меркел и од... Ти дочека од тебе се огради дури Чичко Комплук. Да. Тогаш, значи, на вистина... Ама он потоа стана сериозен критичар на власт. Дури и Чичко Комплук се огради од тебе кој беше спомнат во еден, пак ќе кажам, хумористичен аспект, тоа што те познавам многу добро и знам каков човек си, знам им пропадна политичката операција, мораше, нели, мислам многу луѓе види, голема работа за мене, стотици илјадници луѓе имаше извешти дека била отпуштени од работа, дека била спуштени на работни места поради, нели, тоа што ги виделе дента, дека излегле да гласаат на референдумот, односно дека не излегле да гласаат на референдумот, мислам, тоа беше. Реагираше ти индивидуално во, не знам, организации меѓународни новинарски слично, чисто. Види, тие организации дали се во текстов начинот на кој што те тие организации се така инфилтрирани, така испартизирани, така исполитизирани со години назад, мислам, тие извиште и се смешни да се читаат, однапред се знае што ќе кажат, што ќе сокријат. Така. Мислам да не се, јас на зафрканци сеќам колешката Милевска, Тања која беше отпуштена од Мија поради противење на францускиот договор со Бугарија, јас полусериозно праќав дописи до тие медиуми, бидејќи дежурните организации во Македонија кои што секогаш реагираат за одредени работи, а за други работи не реагираат, во случајов молча, не реагира. Ситам јас праќав дописи. Дочекавме Ман да ја брани Тања Милевска. Значи, иронијата на постоењето во македонскиот медиумски простор, вака кој си правам, гледале, што све не сме виделе. Не, тоа беше страшно, мислам, илјадници луѓе беа уназадувани на работа, за потоа да преидеме напседе на пратеници, беа веќе апсени, но почнаа процесите да се масираат на начин на кој што ќе доведат до гласа. Мислам, такви, ако познавајќи ги луѓето што го организираа сето тоа и тактиките што ги применува, мислам не е бесписано се зборува за добро, да се објаснува човек. Не, но морав да го спомнам ова од една единствена причина што знаеш како, не сакам работиве да останат заборавени во Македонија. Затоа што си го напишал, затоа што си го казал, може да сносиш одредена нели морална одговорност, може некој да му се допега, може некој да му се допега, но видовме многу погнасни работи
од тоа во изминатите години, а не видовме никаква одговорност за сето тоа. Впрочем, видовме нешто сосем различно. Видовме како тие луѓе напредуваат во кариерите, како тие луѓе имаат подобар статус, а имавме и отворени повици. И на линч имаше се и се што за твојата неумесна, можеби, според некого шега. Кого дојде, од кои не дојде тие напади, мислам, се е јасно. Јасно е. Што им беше целта, што сакаа да постигнат. Важно е дека народот максимално ги отфрли, ги прозра, а и сега гледаме дека како машинерија, како механизација се случува, дојдовме до тоа да бидат раштрафувани од највисоко ниво, од центарот од каде што доаѓаат. Нормално ќе има се уште отпори, ќе има многу притисоци, како што кажавме, тие организации, тие пропагандни, дипломатски манипулатори, менувачи на режими, менувачи на држави, кројачи на туѓи судни, како што себе се доживуваат, сега се обидуваат да се прихлебат на други извори на финанси, на други центри за политичка моќ. Можно е да се случи повторно, нели во САД повторно да дојдат на власт после некое време, поскоро подоцна, значи оваа борба ќе продолжи. Важно е дека ние сме јасно какви тактики се применуваа кон нас, со какви цели, се што беше ветено, ништо не беше испорачено, ништо не беше исполнето тоа. Ке ми кажат во НАТО влегов, така да им бараше некој. Јасно беше дека тоа е нивна геополитика. Без да го промениме. Јасно дека они решила да не пикнат во НАТО, се друго што ветува инвестиции, Европска унија, достоинство, добри односи со соседите, нели? Комшиите ќе не почитуваат откако ќе прифатиме една мала отстапка и потоа сите ќе бидеме супер добри, внатрешна кохезија во меѓуетничките односи. Мислам, јасно е дека по сите тие лостови им се даде шанс, сами си ја земаа шансата, им даде шанса од надвор 7 години, 7,5 години да спроведуваат се што можеше да им падне на памет во тие нивни налудничави идеолошки планови. На сите фронтови доживеа апсолутен пораз, мислам. Еве нешто да изреализира, па на крајот од денот Свети Неве го е тука, за разлика од канцеларијата на Сорос, која просторот се издава. Јас сакав, нели, една иронија на историјата да направам, да ја да го закупам тој простор. Иронија на историјата. Но цената ми беше малку превисока и одлучив да си останеме тука. И се ја издава, може да видиш, во Карпашова, на Рузвелтова. Да. Тоа државата го издави или некој приватен? Тоа државно беше, не знам. Да? Пишува, поминам покрај тоа, пишува. Агенција за млади спорт беше своевремено таму. Да. Види, Малер. Види тоа може ефтино. После немој ќе ми најдат и мене уред за преслушување во каучот. Да. Не сакам. И не можам да се замислам како мене ме носи некој на мајца. Мада да ти кажам право, само катица и шишана може да биде како сум тргнал. Сега Велик ден ќе дојде, после тоа може само и шишана катица, истата силуета. Добро да. Ајде да се узбилиме пак малку назад. Цветен, во целава оваа констелација актуелна, поделбата видлива меѓу САД и Европа и чинот пред кој што ние се наоѓаме чинот. Новиот услов кој што веќе извесен период не толчи за влез на Бугарите во уставот, за почеток на преговорите и така натаму. И постои ли, па макар и не знам, мал процент опасност, да речам, од едно слично такво сценарио како со промена на името, во оваа констелација во која се наоѓа светов сега и таа поделеност меѓу ЕУ и САД? Или ајде, каде сме ние, на што ние, што да очекуваме ние во една ваква констелација? Ние треба да седиме и да кјутиме. Еве, одма да ти кажам. Ние треба да се држиме што е можно подалеку од битките. Тоа е тактика на која нашиот народ преживеал толку многу години. Види, се е можно, секој ден гледаме информации, вести дека, не знам, во Франција, водечкиот кандидат за председателските избори затвори се заканува и забрана за политичко дејствување, не знам. Во Канада гледаме еден кандидат тепана според сите анкети, според сите прописи, одеднаш преку ноќ промена на кандидатот, промена на, не знам, анкетите одеднаш се вртат на некој волшебен начин. Во Романија, не знам, готови завршени прогласени избори, добиени избори, идеме во втор круг. Пупу не важи, нели? Значи, сите демократските норми веќе се... Доналд Трамп денеска ја спореди пресудата против француската крајно десничарка Лепен. Лидерка Марин Лепен со неговите собствени судски процеси во САД.
Тој изјави дека петогодишната забрана за Ле Пен да се кандидира на избори е многу сериозно прашање. Ова ме подсетува на нашата земја. Ова личи на она што се случува кај нас, рече Трамп, кој минатата година беше осуден за случајот за скриени исплати кон порно актерка. Тој исто така изрази уверување дека рускиот претседател Владимир Путин ќе ја исполни својата страна од сделката, откако вчера го изрази своето незадоволство од пречките што го забавуваат мировниот договор помеѓу Русија и Украина. Мислам дека тој ќе го исполни тоа што го кажа и верувам дека сега ќе исполни својата страна од сделката. А потоа и Володимир Зеленски се надевам ќе исполни својата, рече Трамп пред новинарите во Белата куќа. Прв, како може таа жена да е крајна десничарка кога ја гласа половина Франција? Сега половина Франција се крајни десничари. Очигледно. Зборот крајно што значи тука? Зборуваме за партија. Од кој портал? Од Курир го читав ова. Не, не, добро. Ја Курир вика крајно десничарска сега. По инерција. Сега ја не планирам сега. Не, толку не влегла во да ги официјален Курир. Толку речникот е веќе киднапиран да нема никакво значење, никаква поента, например. Партија која што огромно множество од французите ја гласаат, на крај да речеме кога беа изборите мора да се спојат како кај нас во 2016 година се споја урбаната, не знам, урбаните французи, студентарија, нели млади професионалци, да речеме, овие што се центарот на Париз, либералите, да речеме, со крајната левица и голем процент на мигрантите, муслиманите, доселениците кои што имаат право на глас во Франција. Кај нас тоа се случи многу претходно. Да. До 2016 беше формалната коалиција СДСМ и добија денаш преку ноќ огромен, добар квантум албански гласови, што не се повтори. Чауш коалиција. За тогаш имаше со секакви елементи, дури радикални, имате либерали, ЛГБТ активисти и радикални исламисти у иста. И Пимен. Да. И Пимен. Не го заборавајте Пимен. Значи либерална православие. Тоа беше една таква, но знаеш граѓанско православие. Затоа што сепак ние дебатираме, а каква е таа дебата без во неа да се спомне Хитлер? И Хитлер на избори победил сега. Исто као Ле Пен, тоа не значи дека требало да му дозволат да го направи тоа што прават во Унгарија, во Полска, ќе најдат на пример либералните опции, ќе ги соберат, се немаат мигранти. И што да прават, обавезно ќе дигнат некои од националистичкиве партии, сметејќи да речеме како беше Јобик, таа ќе го ослабне Урбан и ќе ги приберат во коалиција. Така и во Србија има, нели, се уваат такав жестоки националистички движења, ама работат против Вучиќ. Може би до некаде нешто како левица што прави се кај нас. Црни кошули, жестока националистичка реторика или не знам што Јанче едно време го правеше тоа. Го напаѓа ВМРО од десна, како ние сме вистинска национална опција, а ме ве гласајте за СДСМ во коалиција со ДУИ, бидејќи тоа е, нели, мораме да ги смениме овие недоволно националниве десничари. Имаме предлог дали може да направите Вибер група да може да ги дебатираме вестите од Радио Лидер. Да ги добиваат вестите, да. Да ги добиваат. Знаете, окей е тоа. Отворете lider.mk, добар предлог. Ке разговарам со... Еве, мислам дека не слушаат луѓето од... Имаат таква идеја, дали Телеграм, дали Вибер. Само Сигнал не бе. Сигнал има Трамп озбилен проблем. Се случи во Америка... Во Америка се случи нешто што дури за балкански стандарди е незамисливо. А тоа е плановите за напад на хутите протекоа во група на Сигнал. Случајно бил додаден проблематичен новинар. Да. Во Франција има друга крајна десница. Ле Пен е нешто како ВМРО десен центар. Така, да. Вака сега да се разбереме, економски ВМРО е лев центар. Тоа ВМРО и десен центар, тоа на друго место да ми кажете. Ја гледам економскиве политики на владава. Ова е класична социјалдемократска влада, за разлика нели од владата на СДСМ, која ти е
класична конзервативна Добре, после тоа што го правеа со минималната плата СДСМ, со трансферите, да речеме, околу ковидот, тоа беше неверојатно зголемување на државно трошење. Сега ВМРО не ги враќа тие постапки, ама ги, односно пеа ковид трошење. Не може драстична промена да направи фактот дека мора Клеко Ангелески вели Искра. Сега јас ќе го земам микрофонот на Искра. Дали може гостино да го прашате што мисли за ЕУ, уште колку време може да се кога ќе се распадне ЕУ? Кога ќе се уште малце. Кога ќе се распадне? Во 2020 ги чекаме да се. Јас не верувам дека ќе се распадне, да кажам. Мислам дека ЕУ Доналд Трамп ќе излезе многу посилна, многу пообединета. Јас не верувам во распад, исто така не верувам, но не верувам дека ќе излезе посилна од Доналд Трамп. Видиш, во случај ќе го загуби тоа малце демократски легитимитет што се преправаше дека го има до сега, кога во Австрија не може влада да се формира со победникот на изборите. Во Холандија победува една опција, ајде мораме да ја разводниме максимално за да тоа е стварно крајно десничарска. Ама види сега, значи зборуваме. Тоа е многу крајно десничарска. Види, имаме реакција на граѓаните на Европа на нешто што де факто е граѓанска војна од низок интензитет на улици во Германија, на улици во Холандија. Значи секој недела дена не поминува без отворени терористички напади, напуштање на основна функција на државата на заштита на границата. Значи границите се широм отворени. Не како нели 2015-16, но сепак доволна. На границата на Италија кон Либија е отворена, морската граница не постои. Например, Европа се мобилизира да се бори против руската црноморска флота, а граѓаните викаат не требаат проектили крстосувачи за руските подморници, крстосувачи да ги потопиме, не требаат 5 бродчиња да спречат веогумените бродчиња што секој ден поминуваат и носат илјадници луѓе во Сицилија, во Италија, во Шпанија. Ова е интересна тема, од друга страна сега они се обединуваат, ќе правеле нели на издржливите, како се викаше тоа, сојуз и Coalition of the Willing. Willing е на волјата, на тие со волја. Добро. На волните, да. Океј. И велат се залагаат дека ќе трошиле по 2, по 3, по 5% од БДП за одбрана. И сега зошто јас не верувам дека ова може да се случи. Замисли, вие сте една Шпанија, каде што соседи ви се Португалија, топ земја, Франција, исто фини односи имате, и кој друг е на Шпанија? И Мароко. И Мароко, каде што нема више калифат и не ви доаѓаат од Мароко ни бродови, ни чуда. Зошто за Бога вие ви трошеле пари за одбрана? Да. И прво нешто што секој шпанец би си го помислиле, што ми е мене гајле за Балтикот. И зошто јас сега да жртвувам 5% од мојот развој, 5% од мојот социјален систем, 5% од мојот здравствен систем, 5% од моите субвенции за земјоделие да ги жртвувам за Литванија и за Естонија. Што ми е мене гајле за тоа? Токму затоа мислам дека овој проект не може да успее, условно кажано. Може да успее кај оние што имаат намера да бидат геополитички сили, како Франција, Велика Британија и Германија, но други земји во Европа се малце. Истиот конфликт е како тој што беше меѓу Буш и Обама, да речеме, Буш и Сорос. Значи, кавгате од кого се плашиш, кој ти е противникот на тебе, кој го прецепираш како ривал. Во време на Клинтон, во умовите на Сорос, нели противникот, проблемот е Русија е корумпирана, била, не знам, немало фер избори за промена на власт, нели Путин не дозволувал да падне од власт, или Јелцин кој беше проблемот. Тогаш Јелцин беше добар, сега Путин не е добар, мора со нив да се бориме, со руските проксиња како Србија, со нив треба да се бориме. Додека во време на Буш и нели гледаме сега во време на J.D. Vance, на Илон Маск, на не знам Лепен, на Вилдерс, проблемот според нив е отворената граница на Европа и на Америка, непречената миграција, не контролираната миграција, граѓанската војна низок интензитет што се води низ Европа. И тоа е сега таа расправа. Значи, дали, да пример, како граѓани на Европа се загрижени од руска најазда,
сепак земја која што генерално се перцепира како европска, христијанска, постхристијанска, не знам. Добро, но земја со сериозни авторитарни тенденции. Точно, да, ама и да гледаме дека на пример реакцијата на тоа во Франција, во Австрија, во Полска, значи во Полска Полска се спроведуваат масовни апсења на опозицијата на ниво на апсењата на ВМРО 2002-2003 и 2017-2018, значи луѓе бараат, добиваат амнестија, не им се признава. Добиваат засолниште во канцеларијата на преседателот на државата, ги апсат од тамо. За време на штрајк на глад опозицијски функционери во Полска со сила, со црева ги хранат. Значи, им дозволуваат ни штрајк на глад да спроведат. Значи, ова не се знае, не се зборува, да речеме, во Радио Слободна Европа, или Voice of America. Тоа е проблемот, значи, што си загрижени. Сега ние дочекуваме дека на наговор на овие американски надворешно-политички експерти и дипломати од минатиот режим, Европа сега ќе опреми корпус еден воен, не знам, разните држави, што е Шпанија, Португалија, Франција, Германија, и ќе се распоредат што во Украина некаде, ќе се борат со Русија. Апсолутно не верувам во. По можност на добре, нас не правиа проблем како држава, зашто сме се потпишале на резолуцијата во Обединетите нации, спонзорирана од Трамп, спонзорирана од САД, што на крај помина во Советот за безбедност, беше прифатена како што беше предложена. Не со Европа сме требале да бидеме. Добре, еве европскиот план е, не знам, 30-50 илјади војници од Германија, Франција, Холандија, Македонија, Балтикот, не знам, Полска, ќе се распоредат тамо, во ситуација во која што САД... Види, имаме ние луѓе за таа работа. Доколку има војна, ние како Македонија во било која војна, дали е граѓанска војна внатре, етничка ли е, меѓународна и се, ние треба да ги плаќаме, да ги праќаме синовите и керките на оние кои ја крадеа Македонија во изминатите години. Мислам дека нив треба да ги распоредиме, ќе ги наоружиме, ќе даеме обука, ако треба ќе им дадеме и бело, и нека одат и нека ја бранат тие Македонија. Ние нема што да гинеме децата на крадените, значи тие што крадеа си имаат сите синови, керки, децата не се одговорни за гревовите на нивни родители, но барем нека ја бранат државата која ја искрадува. Почитувани слушатели, одиме со кратка пауза за реклами, по која се враќаме во вториот дел од емисијата. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели, со нас е Цветин Шилиманов. Искра, во првиот дел неоправдано некако те оставивме малку без многу прашања, те молам преземи го. Не одговараше искрено вака од човечки аспект. Микрофонот е твој. Да, со оглед на ситуацијата на ненаспаност од цела ноќ. Ајде да се држиме уште малце евентуално на надворешно политички дел, за кое што луѓето сакаат да те слушаат и ти ги ценат анализите, бидејќи ги знаеш работите. Последно на темава Русија, САД, Украина е игнорирањето од страна на Москва на понудата на САД за безусловен прекин на огнот и продолжетокот со напади. Како во оваа приказна крајот го гледаш? Имаме искуства ние, наши генерации, како тие мировни договори на крај се склучуваат, да речем, од балканските војни, никогаш тоа не е брзо и едноставно. Секоја страна што мисли дека има некоја предност, дека може да добие нешто повеќе, па потоа на крај кога конечно ќе седнат на маса да има повеќе да понуди, поголем, нели, повеќе територија, по некој град плюс да освои, ќе се обиде, нели, да го одложи постигнувањето на мировен договор и да потрае уште, нели, да избоксува малку по поволни услови, така да нормално е дека проблемов е навистина толку голем, навистина толку сериозен, нереално да очекуваме дека ќе биде разрешен во рок од неколку месеци, особено од како Трамп така фуриозно му насрна, да речеме, на Зеленски. Са нормално дека тоа минува руската математика, руските пресмети, кога гледаат дека нивниот главен противник има толку нарушен однос со неговиот главен безбедносен, финансиски, воен, секој поглед, нели, спонзор, нормално дека ќе се обидат да освојат уште нешто. Од друга страна, нормално, ако русите претераат, ризикуваат Трамп, како што веќе реагира по време, да добие впечаток дека сепак и Русија
не преговара. Во целава оваа констелација на тие поставености на работите, дома ја имаме ситуацијата кога во рамки на празников беа собрани на бајрамска честитка, баклава и како и да е, кај Курти, лидерите на владачкиот дел од албанската заедница во политичка смисла, позиционираноста на мнозинството во власт предводена од ВМРО ДПМН на тема на дворишната политика е таква каква што е, отворена соработка со новата администрација американска. И сега, вака погледнато, се уште се актуелни гласни прашањата во јавност па и шпекулациите за предвремени парламентарни избори, заедно со локалните. Тоа ти изгледа ли како реално сега во моментов? Можна, че состојбето јасно е, очигледно дека политичките состојби во Македонија се менуваат бргу, така да печатокот беше дека имаме стабилна влада, дека таа треба да продолжи да се даде шанса да покаже што. Еве Тарвари синоќа вели дека се уште се стабилни. Но тогаш зошто е уште гласна оваа? Има одреден конфликт во албанскиот кампус, не во Македонија, туку во регионот, меѓу Еди Рама и Курти. Тој може да се гледа дури и политички, идеолошки, може да се гледа дури и верски на некој начин, па и етнички до некаде во тие внатрешни албански подолби на албанци од југот и албанци од северот. Косово е таблирано како независна држава, Албанија сака да сепак таа да биде главниот фактор на одлучување во тие внатреалбански односи и таа подолба ја видовме во албанскиот кампус во Македонија, дуи се преклонуваше кон опцијата, да речеме, на Еди Рама, додека влен партиите јасно се преклонуваа кон опциите на Курти, на Косово. Така да, сега да речеме, делот кој што е околу Курти, традиционално има исклучително лоши односи со американската администрација. Ќе видиме сега дали тоа ќе продолжи да важи во мандатот на Трамп, но првите индикации се дека иако е да речеме дојдено до смена во Вашингтон, сепак и новата американска администрација повеќе односно нема воспоставени односи со Курти, напротив го сметаат како проблематичен националист кој што го нарушува тој регионален однос на силите. И сега нормално дека и тоа ќе се одрази на нивните ситуации. Од друга страна, гледаме дека овие кривични истраги, овие процеси кои што ги покренува владата на премиерот Мицковски кон многу долго чека, долго очекувано конечно расчистување со одредени очигледни криминални ситуации во македонската држава, пред се фокусирани во Дуи, во албанскиот кампус. И тие се преливаат кон во целиот албански политички блок, мислам. 20 и кусур години таа партија била на власт, се инфилтрирала несразмерно над, да речеме, бројната состојба на албанците во Македонија, тоа што би требало реално да биде политичка моќ на албанскиот фактор во Македонија. Но евентуалните предвремени парламентарни избори секако барем според анкетите и моменталните мерења на пулсот на граѓаните, повторно но прашањето е зошто би биле потребни. Не постојано. Па именно затоа значи, за сите овие работи кои се случуваат се проблематични, вклучително и за оваа трагедија која имавме во Кочани, нашата влада вели, луѓе, извинете, ние сме помалку од една година на власт и не може да бидеме одговорни за се ова. И на крајот од денот тоа држи вода. Но прашањето е, кога веќе граѓаните ви дале легитимитет во онаков број каков што доби владата, според мене неодговорно е сега да правите предвремени избори, туку ви имате чист мандат во 4 години да изреализирате и по 4 години да не уверите дека сте промениле нешто во нашата земја. И токму затоа сметам дека политички е неодговорно сега да имаме било какви предвремени избори. Извинете вака, но морав да ви упаднам со оваа моја кратка анализа, но Цветин, дали нашата влада ја има ефикасноста за која ти зборуваше да се пресмета со сите тие негативни тенденции која имаше Доналд Трамп? Не за џабе те прашам, го избегна вешто
одговорот за Драган Антоновски, но Точно. но имаме не знам, Обвинителство, судство. обвинителство, судство. Да. Имаме, не знам, Македонска банка за обнова и развој ја води добро Кире Наумов и добар. Он е стварно Кире е човекот. таму, да, да, не. ама човекот е стварно, знаеш, во област има познавање, сега не можеш да кажеш дека нема познавање, можеби и политички никогаш не бил некој голем радикал, да речеме. Но има неколку места кои се уште стојат така како што стојат, или не знам, државен пазарен инспекторат практично некни сменија директор. Има многу институции. Имаме ли тука од ВМРО ДПМН, може ли да им се забележи дека не се ефикасни со решавањето на проблемот и не ги решаваат проблемите доволно брзо, туку многу инертно некако делуваат. Има и таков впечаток кај дел од јавноста, особено оние кои се нели жестоки поддржувачи на десната опција, велат извинете, ама не може да ни се раководители истите овие кои до вчера не бркаа од работа, кои не деградираа на работните места. Или ние треба да го гледаме како процес на надминување на еден на вистина режим. Значи сега без иронија го кажувам, како што левицата СДСМ сака да кажат режимот на Груевски, режимот на ВМРО ДПМН, а им се дозволуваше, не знам, до палење на згради во центарот на Скопје. На режим им дозволува режимот, да. Отворена нели се работка со странски држави во множина, значи не една странска, со огромен број странски држави. На дестабилизација на собствената држава, ние навистина имавме масовни апсења на пратеници, на министри, на од највисоки до најниски нивоа политички, значи отпуштање од работа. Така да навистина имаме една многу комплексна ситуација од која што треба да се извлечеме некако. И воедно, нели, свесни сме за кои инфилтрации беа, какви злоупотреби беа на судството и на обвинителството. Не само да речеме СДСМ и ДУИ, него со апсолутна поддршка на странски фактори. Комесар на Европска унија кој што ни викаше апси тоа таму, мислам, буквално рече користата тактики што се потребни, да, балкански методи, да. За да ги тоа е навистина многу длабоко забраздивме. И ево вие политички смени, види па и Трамп е колку е 2 месеци на власт. Не е тоа да очекуваш дека може преку ноќ да се направи. Ги разбирам, но дефинитивно имаше периоди кога изгледаше дека навистина бавно се менуваат работите. Еве сега гледаме посебно со забрзување на кривичните истраги за сериозни крупни капиталци, да речеме, гледаме дека некои работи и доста е завршено, доста е вратена нада, што дека најважно од се, нели, дали ќе има предвременни избори или не, најважно од се е рефакторизирањето на македонците во оваа држава, кој што беа апсолутно како народ дали е повторно наша Македонија. Нели, тоа така со иронија го кажуваш и го кажуваат често пати, ама навистина еден момент, навистина беше да се запраша човек за тоа каде се движи државата и во што се трансформира. Воопшто не беше наивно за гледање. Па добро, да, се уште не е наивно ако се знае дека голем дел од тие економски интереси се уште се присутни, да речеме, знаете како, на крајот од денот газдата на Нептун го изнесе Артан Груби од Македонија. А економската трансформација на нашата земја доведе во еден многу интересен стадиум, ова многу ретко отворено се зборува во Македонија и многу ретко може да се види, но ние дојдовме до една многу иронична состојба, а тоа е оние олигарси од 90-тите, оние херои на приватизацијата, пред последните избори сите го поддржуваа ВМРО ДПМН, велејќи луѓе ни ја зимаат државата, ни го зимаат ова што е наше и најдоа, тоест не најдоа, видоа дека можеби единствен начин да го заштитат својот капитал е да се смени таа политичка опција, затоа што ако не се сменеше, на крајот ќе завршеше се во рацете на некој Арсим Папранику, на некој Фатмир Етеми, на некој како се викаше Самир Мане или слично. И имавме една неверојатно чудна историска неверојатно чуден историски парадокс,
оние кои беа историски во војна со ВМРО, зборувам за македонската олигархија, кои го финансираа СДСМ сиве овие години, сега рекоа не, ова е единствената опција која може и нас на некој начин да ни го спаси капиталот. Дефинитивно тоа се луѓе што имаат што да изгубат и нели сите држави така се формирани од страна на, да речеме, крупната буржуазија, тоа се луѓе кои што можат да финансираат и медиуми, да отидат во странство, да им се слушна гласот, да разговараат со странски држави кои што влијале на Балканов, треба да ги заштитат еве, да не очекуваме дека се задоени од некој патриотизам, љубов кон нацијата, не знам, културата, не биле и оние од француска буржуаска револуција, не биле и оние Америка што ја правеле, не било нешто многу патриотизм. Да бидат свој на своето сакаат, да бидат и навистина, значи еве што викаш, навистина дојдовме до смешна ситуација, луѓе креирани, создадени од СДСМ, кои што добар дел од нив сигурно ја поддржуваа шарената револуција од 2015-16, мислејќи дека ќе профитираат лично, да дојдат на крај до таа помош, спасувајте. Кога сме кај Америка, ние не можеме да не признаеме дека без разлика на составот етнички, национален и каков и да е таму, кога ќе им кажеш нешто лошо за Америка, состава си да те убијат на улица. Значи, љубовта кон Америка е очигледна кај било кој граѓанин кај нив. Кај нас ние се соочивме со нешто друго, не деградира до степен на тоа ако кажеш дека си ја сакаш Македонија, си сериозно проблематичен. И сега очекувам дека ќе се направи и сериозна контрола на безбедноста, например, на Истгейт. Не се смеам, не ми е смешно, но таму, да речеме, системова е многу подобро. Не е безбедно. Сега да видиме од други се работи. Системова е многу побезбедно направено колку Истгейт. Не дај Боже да се случи нешто, не знаеме од кај ќе излеземе што ќе правиме. Штекли е уапсен така што пукање. Баремо тоа колку сме спасани. Колку толку имаме. Не, види се, ја мислам дека сега да се разбереме, тоа беше некоја првична фаза, мислам дека барем мислам дека Истгейт е квалитетно направен сега. Имаме јас друга информација, ама ајде да видиме што ќе покажат контроли. Да не преудицираме, мислам дека е во ред, но она што не е во ред е дека нели во земјава начинот на кој беше се изведено тоа и многу често го гледаме исто. Еве сега ние зборуваме за стандарди, еве сега ќе кажам за стандарди една работа. Еве за еден фамозен залижан градоначалник, нема да му го ставам името да не ми го, нели, за да не ме тужи, но станува збор за една како да кажам. Овде има бензинска пумпа на Мак Петрол. Бензинската пумпа која е направена ги исполнувала сите стандарди, колку треба да е оддалечено и така натаму. За овој да земе стан 2, опнал зграда позади неа. Одма. И сега практично од резервоарот на бензинската првата зграда е оддалечена 3 метра. И тоа е надвор од прописот за бензинската. Истото е и за онаа бензинска на Мак Петрол што е на булеварот Партизански одреди. Значи таму си исполнува и ти не можеш да кажеш дека Мак Петрол е крив, он со години, со децении си исполнувал стандарди и ваму и таму. И некој сега му опнал зграда, Фатмир Етеми гради зграда на 10 метра од резервоарот на бензинската. Што утре ако се случи нешто, затоа што бензинска е, може тоа да биде огромна трагедија. И после ќе излезат шарените и ќе викаат нема систем во држава. Но, суштината е дека, за да го реши тој проблем, како ќе го реши тој проблем, во овој момент, пошто тој добил дозвола за градба, му дале од општина, од советли, од кој таму не знам, не сум градел никош, најверојатно градоначалниците се виновни, тој не може да му го срушиш ти објектот. Он најлегално го гради, и тој таму и овие тука најлегално си изградиле. За да има стандарди треба да отидеш, сега да го исплатиш Мак Петрол со огромни оштети, затоа што тоа е бизнис што него му генерира пари секоја година, и ти треба да му речеш, дечки, извини, ама сега више не исполнуваш ти стандарди, не поради твоја вина, туку поради наша вина, еве ти сега 100 милиона евра за бензинскава и пресели си ја на друго место. Еве ви пример за Македонија и стандарди. На исполнети стандарди, за некој да кјари стан, некој говедо,
градоначалничко, го направил оно што го направил. И сега, во ризик се животи на луѓе кои живеат таму. Да, ќе треба се преиспитуваат тие работи. Има уште едно прашање интересно од гледач Бутлески Игор. Дали мислите дека има дел меѓу власта и јавното обвинителство во смисла вие не обвинувајте, а ние ќе ви дадеме втора шанса во случајот со Кочани? Тоа е навистина толку голема трагедија што ја видовме дека дури обвинителството покрај тој конфликт јавен, очигледен нели со власта, сепак мораше да изреагираат, мораше да се појават. Мислам дека навистина обвиненијата се дадени до сите функционери кои што нема простор за дилови во една ваква трагедија, просто едноставно. Дека што човек би бил, дури нели шокантно е што некои се обидуваат политички да го искористат на начинот на кој што го гледавме. Имаме снимки за убиството во Смилковско езеро, немаме снимки, ќе ви ги објавиме, дајте повторно судење. Мартин Нишковски имаме докази, пајде се случи убиецот на Мартин Нишковски да биде ослободен од затвор токму во време на мандатот на СДСМ, кој што дојда нели на власт јавајќи нели на популизам, на такви трагични крвави случаи, крвави судбини. Беше шок што нели воопшто размислуваат во таа насока што можат и да се обидат, како што се обидуваат нормално и случајот на Фросина да го злоупотребат политички. Јасно беше дека ќе се обидат и во случајот со трагедијата во Кочани, но повторно нели поради големината на трагедијата навистина беше шок кога ќе ги видиш тие обиди во пракса да се случуваат. Така да тоа е една ситуација која што нели знаевме дека ќе се случи, но сепак не стапи со сите. А мислам дека во случајот со обвинителството навистина какви да се, какви позадини да имаат, кога да се менувани обвинителите. Сепак, па дури јасна ситуацијата, има и снимка, се гледа кој го почнал, нели пожарот, јасен објектот, само да го видиш од надвор. Апсолутно. Се, дури тука негде ќе завршиме, дојде 10 саат и тоа е тоа. Поздрав до гледачите и до слушателите. Фала ти бескрајно за анализите, секогаш задоволство да те слушаат човек. Благодарам. Се гледаме повторно наскоро, Цветин, чим си слободен да зборуваш, мислам дека треба да се видиме повторно за некое време. Почитувани слушатели, останете со 98,1. Се гледаме повторно утре, заедно со Сотир Костов, во четврток со Драган Милосавлевиќ.